Средношколците од Средното општинско училиште Гошо Викентиев и оваа година учествуваа на државното образовно рандеву Масум и од вкупно 9 категории тие освоија награди во 5 категории, и тоа 2 први места за најдобар штант и најдобар пинг-понг, едно второ место и 2 трети места. Денеска на пресконференција професорите и учениците ги истакнаа искуствата и постигнатите резултати. Па традиционално како и секоја година, и оваа година нашето училиште со Гошо Викентиев зеде учество на надпреварот кој што е наречен образовно рандеву Масум, кој што се одржа при крајот на минатиот месец во Универзитетот за туризам и гостителство во Скопје. Традиционално земе учество. Овој пат учениците беа под менторство на колешката Марија Хаджиева Митевска. Учествувавме вкупно во 9 категории, од кои што во 5 од нив категории добивме награди. И тоа 2 први места, едно второ место и 2 трети места. Пред се ова беше како големо искуство за учениците. Не го немавме тој надпреварувачки карактер до тај степен, меѓутоа пред се се вреднуваше искуството на учениците кои што зедаа учество. Самите награди дават поголема вредност на нашите ученици кои што учествуваа ова. И наредната година се подготвуваме за повторно учество на овој напревар. Конкуренцијата ни беше од околу 30, може би повеќе средни стручни училишта во Македонија. Пред се беше дружбата, но имаше и надпреварувачки карактер, така да добро поминавме со 5 награди. Јас сум Марија Николова и оваа година поред учествувам на образовното рандеву Масум. Имам освоено второ место за најдобар пинг-понгар и четврто место во јавен говор. Јас сум Филип Ѓоргиевски и оваа година земавме учество на државниот надпревар Масум. Земав прво место во категоријата штант под менторство на Елизавета Минова. Во таа категорија презентиравме машини кои ги изработувавме тука во нашето училиште. Какви машини? Машини за автоматско полнење на вода, роботи кои се тука изработени од нашите ученици. Јас сум Антонио Пецов, учествував во категоријата пинг-понг под менторство на Игор Голубов и го освоив првото место, во која имаше над 35 училишта кои учествуваа во таа категорија. Јас сум Иван Стоилов и оваа година четврта поред се надпреварува во категоријата најдобар постер. Оваа година го освоивме третото место под менторство на професор Игор Голубов. Мојот соученик Иван Саднев го освои третото место во категоријата најдобро интервју за работа на англиски јазик под менторство на професорката Марија Алексиева. Оние ученици кои освоија прво место од домакините на надпреварот Универзитетот за туризам и менеджмент Скопје им беа доделени ваучери кои учениците ќе може да ги искористат за студирање на Универзитетот во Скопје. Покрај освоените награди, учениците добија и медали и благодарници за учество на државниот надпревар кој секоја година се одржува во Скопје, а кочанските средношколци учествуваат секоја година.